22 кутии. 22 надпреварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро ти вечер, банкару. Раде имаше неверојатна среќа и добра интуиција, чуваше 250.000 до крајот на емисијата и се отиде со одлични 85.000 денари. И само да ве потсетам дека пресметано во последните 3 дена земени му се 200.000 денари на банкарот од неговиот сеф. Што значи вечерва, мислам дека има, знаете, она стара метода која бевме мали компири на глава која ни става против температура, главоболка и нешто. Тоа, мислам дека така е нареден вечерва и така треба да биде. Се надевам дека во наредните 3 дена ќе земеме многу повеќе пари, дека само во една емисија ќе му земеме 200.000 минимум. Драги мои, добра ви вечер. Новото издание започва токму сега, затоа што навистина имаме една одлична серија на емисии и се надевам дека ова вечер нема ништо тоа да биде прекинато. Напротив, ќе биде продолжено, да видиме кој ќе игра. Кутија број 5. Опасната Сања многу се плаше од незината кутија и сега ќе ја испратиме да не се плашат. Се презива Јовановиќ, доаѓа од Скопје со кутија број 5. Сања, добра ти вечер и добре ни дојде. Добро ве најдов, добро вечер на сите. Мислиш ли дека им олесна на нашите надпреварувачи, секој те гледаат овде тука излезена, дека веќе нема да им отвораш кутии затоа што веќе не знаеш што своето размислување. Што да прават со тебе. Сања, зошто дел од нашиот квиз? Па да исполнам желбата на мојот син затоа што он ме пријави. Ми се пружила прилика да ја искористам, зашто да не? Зашто да не? Ново искуство, ново друштво, пријатели. Добро. Значи, да се исфрувам среќата секако. Среќата, така е. Што мислиш твојата среќа колку од прилика од до би била вечерва? Во старт, да погодуваме. Не би можела тоа да кажам сега. Кажи што сакаш. Па сакам милионче секако. Па тоа кажи го дека. Тоа е нормално. Тоа беше моето прашање, тоа е твојот одговор, очекуваниот одговор, така? Така. Добро, петкава дали ти значи нешто, шема, мајлија? Што ти значи? Петката ми значи роден ден на поголемиот син. Два сина имаш? Да. Добро. Планираше што да правиш со оваа петка? За да ја чувам, ми беше секако до крај. Добро, значи не планираш да ја отвориш? Не. Добро, супер. А дали имаш некоја шема, начин? Па имам нешто пишани бречиња чисто од некој редослед на отварање. А Емилијата ми се дома двете синчиња. Кога се? Поголемиот 17, Петар и Христијан 13. 13. Добро, Сања, нека се здрави и живи. Твојата петка, знаеш дека, освен што знаеме ние сега дека ти е среќна, знаеш дека содржи една од сумите. Искрено се надевам, сум дека сакала да чуеш до крај дека има нешто високо, односно не знам, некој милион, 250, 100.000, 65, тие 4 убави високи, но и да има ниско, би посакувала навистина да можеш убаво да ја продадеш. Никој не знае, Сања, која сума во која кутија се наоѓа, ниту јас, ниту банкарот, отвориш како што ти сакаш, затоа што членови на дворешна комисија се задолжени за распределување на вашите суми. Отвориш како што сакаш и ја продаваш кога ти сакаш. Дали си подготвена? Да. Нова игра, луѓе. Продолжуваме со серијата на одлични игри. Се договоривме со Сања. Милион. Прва рунда, 5 кутии. Повели, Сања? Почнуваме со единица Јован. Почнуваме од почеток, тоа се вели Сања. Така. Јован, отвори ја кутија. Со среќа. Ајде, Јован. Добро, не е страшно, 35.000, може. Двајска Олга. Кутија број 20. Олга, отвори ја. Добро е, може. Осмица Веселинка. Само малку. Кажи Веселинка, рече нешто? Да, по трет пат осмица имам. По трет пат имаш. Што имаш во осумката? Па до сега беа ниски. Ниски беа. Да. Добро, само сакаше да ти каже дека има трет пат. Ајде, Веселинка, отвори ја кутијата. Да видиме. Добро, 20.000, не е страшно. 2 црвени, 1 сина. Ненат. 22.
Кутија број 22. Ненат отвори. Уште една висока. Ова потсетува на твоите кутии од почетокот што ги отвори. Исто. Се високо. Ова некоја карма, Сања. Се високо така. Слушај, ама еве тука да завршиме со црвените, си ги одвои сега овие три највисоки. Ајде, одиме со колку ви отвори? Уште една. Ајде, сина нека биде. А Јасмина двојката би отворила. Јасмина. Ајде да завршиме Јасмина со нешто сино. Отвори ја. Со среќа. Браво. Сино е. А до неа Ненат пишува као да е на час. Да. Ненат, Ги запишувам овие големите од 65.000 до милион, кај паѓаат. тие ги запишуваш. Да, Ќе тие видиме големите. сега ако ќе дојдеш Ненат како. За да имам оваква Да прегледност. имаш и ја евиденција. и колегиве, другарчињава. Ако, да имаме супер, еден ако се си е тука улиц, дозволено. каде паѓа. Добро, Ненат. Луѓе, 100.000, 250.000, милион луѓе. Тоа е најважно. Сања, кои беа кутиите што ги отвори сега? Како се одлучи за овој тип на кутии, за овие бројки на кутии? Па роден ден. Значи така. мојот на сопругот. Нели единицата за почеток. Така. Така, добро. Трите највисока ни се во игра. Со кого си дојдена? Со моите драги и најмили. Ајде. Нека се представат. Јас сум Живко, сопруг на Сања. Значи, откако почнавме, едно 5 пати те спомна Живко, уште не почна ти. Значи, одуста не те извади. Еден убав аплод. Верувам. Браво. Браво, Сања. Верувам дека тоа Живко го заслужил што е така. Така ли е? Така е. Браво. И? Јас сум Лиле од Скопје, колешка на Сања. Се извинувам, не слушнав име. Лиле од Скопје, колешка на Лиле. Сања. Драго ми е Лиле. Значи, двете сте колешки, работите во основното училиште Христијан Тодоровски Тодоровски Карпош. Карпош. Добро, затоа малку подоцна, затоа што за сега само гледаме со кога е дојдена. Како е расположена? Добра е. Супер е. Како што беше зад кутиите насмеена. Добра ти вечер, банкару, како главоболката? Како се лечиш? Имаш ли компери на глава? Како? Што си стави? Значи, компирот докажано. Да, знам, па не да јадеш, туку само да си ставиш. Ајде, првин да се поздравиме. Поздрав до поддршката и најмногу секако до Сања, нашата преварувачка. И започнуваме Сања со 7.000 денари, затоа што отвори 65 и 35. Ова е само прва рунда, кажи дали не важи. Не важи се. Понудата не важи. Секако дека понудата не важи и секако дека Сања ќе продолжи веднаш со втората рунда, во која што овој пат отвора само 3. Овој пат се надевам сини кутии. Со сите три Да високи. се надеваме. 18. 18. Ајде. Се договоривте? Фиданчо, 18. Ајде да видиме договорот на колешките. Фиданчо, отвори ја кутијата. Браво! Имате ли друг договор, Лила? Зашто ова функционира? 9 може? 9. Или 9 и 6. И двете ги Да. отвори. Можеш. Кажи, Живко, која? 9. Деветка? Добро. 9 Петри. Останувате на деветката? Да, Добро. да. Ајде, Петра. Нека е сином. Нека е сино. Браво! Најсино е! И после го спомнувала Живко, па денари извади. Ајде ще една. 6. Шестата до сега? Само малку. Да видиме. Павлина. Шеската. До сега како? Прилично е ново, но не може. Павлина од пред некоја емисија. Не може. Да, отвораме. Може. Ајде, пала. Може. О, штета. Што е тоа? А што беше мислењето околу шеската? Малце Па што бројот не ми значеше ништо и сакав така. Да, Измеѓу да. тие што ми се битни и некој така небитен. Добро, 2 сини, 1 црвена, 101 милион во игра. Тоа е најважно. Тоа е најважно што да се прави, просто знаеме да се посетиме на претходната емисија. 250.000 имаше во игра. Човекот Милионот е до тука. крај ги сочува, сакам да ти кажам. 101 милион во игра, тоа е најважно и имаме се разбира уште многу, ова е само втора рунда. Ајде да видам сега од каде сте колешки, колку време сте заедно со неа, па со Живко. Ајде накратко некои такви информации. Повели.
Па со колешката 8 години сме заедно. Така. Она е една од постарите вработени во училиштето. Кога дојдов си се прифативме и супер се Ја станавте функционираме. и другарки, Така, баш убаво. А со господин Жиле? Со господин Жиле Па исто се знаеме одавна и се прифативме и се останавме. 20 години скоро во брак. Па Така. 35-6 сигурно. Во брак 20-35-6 како се знаеме. Колку идевте? Па не идевме за жал, кратка беше врската. Ама само се знаете. Си се дружевме, значи имавме кратка врска во средно, после си останавме другари, излегувавме, нели, заедно и така Сања реши да се мажи преку ноќ. Чекайте малце. И тоа е тоа, си го 35 поварав за маж и толку. Само накратко. Во средно школо, нели, млади, Така, пред луди, војска си имавме бевте некоја заедно, кратка врска, колку да. бевте заедно? Тогаш. Некој 2-3 месеца. Кратко. И Да. после тоа нормално, нели, секој по После својот си пат. бевме другари неразделни, на кафиња, излегување, шитање заедно. Си се дружевте, Да, да. баш убаво. И ништо тогаш буквално немаше никакви. Немаше. А зошто вака преш немаше? Как? Па немаше ништо, мислам сега, имаше нели од негова страна сакаше, ама јас така со резерва. А зошто? Не му веруваше нешто што? Не, секогаш сум верувала, ама Добро. ете така требало да А биде. чека сега додека се дружевте, имавте ли други партнери? Ти, дечко, он девојка Па друга. нормално. И ви сепак си се дружевте вие? Па да. А овие партнерите не ви правеа проблем? Не. Никаков? Да, ги лажевте дека сте само другари. Да. Добро, добро. И колку време Ама ние помина? другари си бевме. Добро, Сања Не се сме разбравме. лажеле. Кажи ми те, молам, после се дружите колку време после тоа? Па 10-11 години. Се дружите. Што се случува? Што е... Си легнувам да спијам и кажам на сестра ми, сестра, ја утре се мажам. Шо збориш? Се мажам за кого? Па се знае за Живко. Добро? И така си приплака. Сестра ми си излегувавме на кафе, си седнавме карши, живеа да си се зееме, ама ти се зезаш. Не си ще зезам, озбилна сум. Толку беше. По колку години имавте тогаш? 27. 20 години сте биле, значи. Ти преку ноќ, односно нешто ти се појави вака, нели тоа, знаеш кој ќе ти каже некој се просветли. Ама тоа си било пишано. Тоа од велам, Господ. си се просветлила вака преку ноќ и се вика Така е. што е тој, зошто веќе да си губиме време, така? Така е, така е. А дали од прва прифати господинот? Прифати одма секако. Само беше малце несигурен. Живко, дали што мислеше дека се шегува или што, како? Кажувај. Па не бев сигурен. И? Мислев дека И како се осигура? Па до последно не беше до сигурен. последно не бев сигурен. И така решивте и Така, дека... во саботата си пиевме кафе, во средата си дадовме збор, наредната сабота си направивме и веридба и 20 години среќен брак. Ето. Абе, жена, ако не ги превземе работите во своји раце, ќе се дружеа до ден денес. Ќе пија кафиња. Слушна ли ти, банкару, како се прави? Чекај, са тебе не ти е јасно. Што не ти е јасно? Ти си бетер од мене љубопитен, да се разбереме. Ја мислам дека не постои пољубопитно суштество од мене. Така. Не, само пиеле кафиња. Па не им светев од кај да знам што правеле. Не знам, па нема да ми каже. Да. Ама знаеш, нели? Сигурно, да. Во денешно време е мување, не знам тога што беше. Сања прави вака. Важно е, банкару, дека си се среќени заедно и си има 2 синчиња. Така е. 14.000 денари удвојување на оваа љубовна приказна, вели банкарот. Благодарам. 100.000 милион во игра, драга. Мораш да внимаваш на следната рунда, затоа што би било добро овие две да ни останат до крај, па нели да имаме убави понуди. Кажи дали не важи. Не важи. Понудата. Имаше прашање некој за нив? Можеш. За која кутија збори? За Евгенија за седмица. Јас си реков претходно, мислам дека е сино да ме отвори, ама како си Така, мисли ти Сања. мислиш дека е сино? Да. Добро, не знам. Што Ајде. правиме? Играме. Ајде. Евгенија седмица. Отвори ја. Браво. Браво, Евгенија. 10. Игра. Епа, четврка и десетка. Па не знам, ја викав некој од овие да отвориш. Добре.
Доле ми се последна. Па нема врска. Андри? Број 10. Па до сега горе-доле сум ги погодувал, така да Повеќе горе или доле? средина Кога нека погодуваше повеќе? би требало да е по некоја статистика онаја што го мислам да како Добро. играв, почетокот ги отворив 100.000, така да ниско, високо би требало да биде нешто Ајде, Андре, ајде. Секако ќе оди десетката. Може. Ма ти благодариме на ова експертиза. Отвори ја. Со среќа. Браво. Не зборувам ништо, само ќе те подсетам дека имаш уште една да отвориш. Четврка. Да. Се вклучи Лиле. До сега. Како? Не е страшно, Лилија, мислам. На 11. Кажи. Никој тоа не можеме да го знаеме, да. Ајде, Илија, четвртка. Само малку. Иле, многу не е важно да е сино, би имали и сина рунда и убава понуда, отвори ја кутијата. Ајде. Браво. Одлично. Трета среќа се вика ова, среќна убава трета рунда, каде што натворивме ништо високо, која што ќе ни донесе едно убаво покачување во ова, нели, на претходните 14.000 денари и можност за убави рунди кои што следуваат после тоа. А ние добро знаете дека мораме да ја завршиме приказната за нашиот убав љубовен пар оваа вечер, бидејќи велите како еден од оние моменти кога сте се засрамиле било засрамиле, дека тука има нешто засрамувачко, тука ти било онака да го представиш, односно да го однесеш кај твоите родители. А, да. Да, татко ми го зема до него и не го пушти. Што викаш? Бевме на Гроздобер. Аха. Ствари тоа беше запознавањето со моите родители. Чекај, извини, вие толку време се дружите, твоите родители не го знаеа? Имав дома слика, на слика го знае, ама вака не. Да, во тоа време не се носеше по дома Ете другарот. така, да. Добро, и каде бевте на Гроздобер? Во Куманово. Добро. Во Скачковци имаме лози и викендици имаме таму. Имаш кумановско потекло? Да, и по мајка и по Кој е татко. таму? И по мајка и по татко. Да. Добро. А Живко? Потеклото од каде ти е? Потеклото Скопско. Од Скопско? Да. Кој дел? Бардовци. Од? Бардовци. Бардовци. Добро. Значи, она што сакам да те прашам, одите на Гроздобер. Ти им кажуваш на твоите дека ќе го донесеш, доаѓам да добро? го запознаат, нели, ние веќе се договоривме претходно. Нормално стигнуваме, се запознаваат и сега кој каде, нели, некој треба да гмечи, некој треба да носи, некој треба да бере. И татко ми вика, јас таму, нели, кај што се гмечи, ама имам замена Живко со мене. Го зема со него и него пушти. Да го провериме Јас не смеев зетот. да отидам до таму да видам од срам, нели? Цело време си бере. И така тоа беше. Беше ли прифатен вака? Да, татко ми многу го сакаше. Во старт, за после не се сомневам, ама за стартот прашувам. Очината, за жал, не гледа одгоре, Така? ама како син го сакаше. До последно. Заслужил, како што го сакаш ти, така ли е? Така Добро. е. Ајде, имаме сега највисока понуда. 100.000 и милион. И понуда број 3, банкару. Заслужено е, така е. Да. И заслужена, а и секако за убавата приказна. 30.000 денари, понуда број 3, Сања. А имаме 100.000 и милион, а и другото освен овие две немаме ништо друго високо. Што вртите со глава? Жиле, кажувај. Продолжи, Тереси. Да продолжи. Продолжи. Добра. И Лиле и Жиле. Или жиле, да. И Лиле и Жиле и велат да продолжи. Нас не е важно да ни каже таа дали ќе продолжува. Секако. Понудата Затоа е од поддршката, јас 30... сум со нив заедно. Така е, 30.000 денари, кажи дали понудата важи. Не важи. Понудата не важи. Бројот Шаре 5 Доседов. е среќен и е роден ден на кого беше? На постариот син на Петар. На Петар, или беше Христијан. Да. А на Христијан телефонот, Лила. Христијан годината Датум. на раѓање сега ќе му ја отворам, а Добро. 23 му е датумот. На датумот На на тие раѓање. кути, да. Добро. Четврта важна рунда за покачување на 30.000 денари. Повелете. С 11 да почнем. 11. Само малку.
Стефан, отвори кутија. Со среќа. Браво. Колку чуваш? Сања, 14. Чувам. Имам нешто, 19-ка, 13-ка ми се битни. За чување. Да. Играе 14-ка. Симона 14. 14. Симона, што те пишува? Лав што? Долу што Не можам пишува? да прочитам. Love always. Love always, ама да тоа А стайл на очари, мислиш не му се видја? Симона? Така е, секогаш љубов, отвори ја кутија. Со среќа. Ао, Симона. Таква мајца облече за милион да отвориш. Баш ми е жал. 14-ката не ја Тоа е. спомнав се за чување нешто, не? Не, Тука негде ми беше планирана да ја отворам. Тоа не е датата на свадбата. офлеле. И мене ми е среќен број, ама. Каква штета. Тоа е. 100.000. Имаме 100.000, да. Да, така, апсолутно, не дека не сте изгубена, меѓутоа штета од кај па Симона, па Love Always, па Стефанчита и се пропастивме на крај. Се направивме и од милионот го отворивме. Добро, 3 сини, многу ниски црвени, играме за 100.000, освен ако не си во твојата петка, да внимаваш да не ги отвориш. Играе 12. 12. 12-ка? Или 12 или 13. Тринеската нешто спомна дека ја чувам, а не знам, после отворениот милион веќе не знам што треба да чувате реално. Да, и јас исто. Ама јако. Ајде, Милена, Не чувај 12. уште малку, па ќе видиме. Милена, ајде. Како стигнавме, имам прашање сега до сите, како стигнавме до 14-кава? Зошто 14-ката? Зошто не Магдалена, зошто не Зоран, а не та тројка, зошто? Како стигнавме до 14-ката? Па така сум ја запишала тука. Ти ја запишала за отворање? Па веќе тука, кој е при крајот. Тие Па ми се добро, ама тие при крај Да, ама и предпоследна рунда. 15-ката точно баш не ми значи, например, и тројката ништо. Што да отворам се? Тоа е момент, значи, Навистина штета. Лиле, што гледаш во телефонот? Се допишуваш или нешто или имаш статистика? Нешто што сме се консултирале, што сака она, па Добро, во твојот телефон, што вели 14-ката? па така како ќе отворив заеднички, А? се договарам. заеднички сме се договарале. Добро, И мене ми значи тој број, ама добро. Живко, ти учествуваше ли во таа? Да. Сите заедно. Значи, вие имате истата шема што има она на листот ке вас во Јасно, тоа? јасно, така. да. Значи е исто. И вие сега го имате тоа како да ја подсидите во случај. Во случај некој број да го заборави, Така, што сте се ама договориле. еве лично и мене ми значи бројот 14. Што ти значи? Мојата Тоа требаше да се го чува. Во 14. Двете имате Да. ист датум на Понекоја случајност. по случајно. А исто и јас. Што ти си? Денот на свадбата. На 14-ти. Сите три. Сите 14. Чекај да видам мене свадбеве кога ми беа. Чекај да видам телефонот, дали ќе ми каже нешто, до душа чичко Google, све има таму, све се знае што било и што не било. Тројка или 16? Ма не проверувам, не ми е. Да играе тројка, што? Добро. 100.000 остана, како е, така е, добиваме понуда кој што нема да не се допадне, ама па добро, затоа ќе играме уште, ќе продолжиме и ќе се обидеме овие 100.000 денари, кои што се можеме во незината петка, некако да ги освоиме. Како ќе играм до крај, кажеш. Имаш среќа, не знам од кај изликова 14-ка. Ти да не се венчаше на 14-ти. Тебе што ти значи? Дека милиони имаше внатре. Мислиш, не те знам јас теб. Првен да се разбереме, банкарусите добро знаеме дека ваков како што си, тешко која ќе се излаже свадба да прави со тебе. Најмалце на 14. Ако пуштиш срце ќе те засака некоја, вака ништо. Добро, 200.000 зема, а сакавме да вечерва минимум уште 200 да ти земеме. А можеме? 100.000 се во игра да ги одвоиме.
А 16 зашто ја чува? Се враќаме на првата понуда. Дека е нов, онака. Голем пад од 30.000 на 7.000 денари. Не може. Секако дека не. Понудата не важи. Луѓе, можеме сина рунда, можеме било што црвено да отвориме, освен убави 100.000 денари кои што ни се потребни за играта. Повели Сања. 19-ката да ја отворам. Комшија, што би рекол? Мислам дека сум низо. Мислиш? Што мислиш? Низо. Низок црвен. Ајде, Пепцо. Може. Се надам дека се во право и 20-та. По среќа. Добро, 10.000. И тие ги немаме. Така сака да ја чува до крај. 100.000 се може би во твојата петка, ама ако не се... Сања 13. Ако не се, шо е тоа е? Која лила? 13. Така вели и телефонот? Не. Туку? Не, не А вели сакате да ја телефонот. чувате? Да, знам. 13-ка, нели дека ја отворав неколку пати, дали сестра дала ми каже да ја чувам и од таа причина. Од таа причина. А? 15-ката игра. 15-ката. Ајде запознаеме Снежана, таман договорите се, нова ние, здраво Снежана. Здраво, Снежана Трајановска, доаѓам од Скопје, сопруга, мајка на 2 сина, 2 прекрасни снаи и 3 внуци. Пензионерка. Пензионерка млада. Снежа, од кај се пензиониравте? Инкомерц на времето, стоковните 26 јули. Како трговец? Што беше професијата? Сметководител. Сметководител, добро. Тоа ми беше важно, да знам што која би била професијата. Во ред. Ја запознавме Снежана, има вашата чувена 13-ка. Што одлучивте? Магдалена 15-ка ќе игра. Сепак нема тоа да биде Снежана, туку ќе биде Магдалена. Магдалена, твори кутија. Среќа. Не сака. Не. Нешто направи банкаро да после 3 фантазии, не неколку, не бе само 3. Стигнавме и до 100.000, за жал, уште една кутија во ова последна рунда, максимумот се 14.000 денари. Уште една, Сања. Анета 17-ка. Анета, неверојатно, од 3 сини ни една не погодив, мислам дека овде има нешто. Сино, кој ја знаеме што има таму, држи После реклами. реклами. Нема да ја продолжиме на низа на убави игри, кога имавме многу пари, затоа што сепак отворивме и 100.000 денари, играме за 7.000, кои што можеме да ги одвоиме да бидат 14.000. И тоа е всушност играта на нашата Сања Јовановиќ, која што игра со кутија број 5, тука е незиниот сопруг, незината другарка. Има запишано нешто, има некоја статистика, ама просто како беше пазарот дома, не, сметката, како беше? Така. Дома и на пазар не е иста, нели? Да. Така што тоа ни се случи. А не те отвори кутијата. Повторно црвено. Значи, драга, тоа значи дека овие синиве ви се сите во тие чувани кутии. Дефинитивно, штом до крај не се отворени, вие ги чувате во кутиите кои што ги чувате. Сум дека имаш напишано баја ги приказни, сакам една приказна, уште некоја, всушност не знам која би ја издвоила. Да кажеме, имаше една за синчето кога ти го донале првиот, за прекарот на внукот, за средба и разговор за вицкот. И читам што си напишала. Сега сакам да те прашам што би сакала од сите ова да издвоиш. Еве за внукот. Кој е тој внук сега? Внукот сестра, Лука се вика, значи, поздрав еве до него. Синот постариот, кога беше мал над некои 2-3 годинки, по дома, нели, јас сум си игра, јас си спремам ручек, а внукот го викавме Лукче на Галено. Од Лука? Да, Лука е Лукче, сите Лукче. И јас правејќи макалце си правев, снимав лук и му викам на син ми, викам Пеце, мама седи тука кај што си, мама ќе се симне до доле, Лукче да земе. Леле, мамо, за Лукче е во подрум, донеси го брзо да се играме. Да. Тоа беше така. Добро. Значи, Лукче, приказната за Лукче е таа, за Банкарчево, баш и нема да не се допадне сега.
Добро, не си виновен, добро, кажав ли нешто? Само некоја енергија ни пушти така, нешто направи. Шубаво ни одеш овие последни емисии. 2000, најниската понуда. Играме до крај. Секако до крај. Секако играме до крај. Имаме 3 сини и 2 црвени. 5000 и 7000 се тие 2 сини, па да видиме. Само вака да прашам. 13-ката ја чувавте, така беше? Да. 20 единицата? Како остана? Така, само од себе. Сама од себе со нешто сино, веројатно. Пилјана, Да тројката, ги како? отворам, која да ги отворам? 27. Само да довршам, Сања. Тројката? Исто. Исто и таа си Случајно, остана. ништо не ви значи. И Мартин 16-ката? Исто, Мартин, со оглед на тоа дека е нов. Мислев дека има нешто високо. Дека има нешто. Значи, од таа причина. Да. Добро. Која кутија? 27. Ајде. И Зоран е нов. Зоран, здраво. Здраво, Представи ни се. јас сум Зоран Требевски, работам во Кинотека на Македонија, како билетар или како продажба на карти. Како што? Билетар. Билетар. Продажба, да, Добро, продажба на добро, карти. добро. Сопруг на 3 деца и дедо на 1 внук. Нека се здрави и живи. Кажи ми колку време си во кинотека. 17 години. Браво. Ќе ни раскажуваш овде, а сега отвори кутијата. Нема сини. Нема сини вечерва. Која е следната? Е, па сега е кај мене. 20 и неколку. Се надевам дека Емисија. имаш барем 7 дека бидат кај тебе. Сега е сигурно нешто ниско. Мартин, да го отворам 16. Ајде, Мартин. Мартин. 5 денари. Ете една сина. Опасниот Мартин. И Билјана. 13-ката се чува. Снежана не ја даваме, нова е. Ајде, Билјана, отвори. Ето ти. Знаеш она, Тоа е кога онага беше кога се Небелденот. одмака кога се смееш. Не, мака не е ништо Не, страшно. мака е. Знаеш зашто ми е мака? Оти убаво ни тргне и оти сакав да вечерва додатно да го боли глава. Ама просто, Сања, Кога не иде, не иде. Така е, ова е една од тие игри, не сака па не сака. Нека оди другото, па сега ова. Се согласувам. Кажи ми само те молам, што мислиш, која смета за најголема грешка, што да речеме може 14-ката. 14-ката, тоа беше Симона, да. Мислеше се помисли малку дали да ја отвориш или да не ја отвориш, се одлучи сепак да ја отвориш. Па не мислев многу. У принцип и сите кутии така некако ги отворив по тоа што го имам напишано. Ама Жиле, која Сега мислиш да дека е не била, би ја најголема? оставила. Сега би оставила. сега веќе нема. Жиле, што мислиш? Најголемата грешка е 14-ката. 14-ката. Која беше твоето мислење пред да ја отворите? Па ја мислев да ја отвориме, но Мислиш? Лиле, ти исто. Да, ама бидејќи повеќе пати 13-ка беше кај незе, може требаше да ја отвори 13-ката порано. Абе сега тоа може, има многу. Ама тоа нема е што е. правило. Така е. Банкарот не согласувал со Лиле. Да ќе видиш таму Затоа што вели 13, банкарот, од ова што можеме да видиме, 13-ката имал сино. Се насмеја, ги фрли компирите од глава. 450 динари. А ќе му ги оставим. Храбро играме до крај. Сања, отвори кутијата, си одиш дома дефинитивно со сино или 100 динари или 100 динари, добро, 750 динари Снежана, отвори кутијата. Знаеш како, Сања, пака ќе коментираме, велат кој нема среќа во љубовта, има среќа во овие игри, а ти бидејќи има среќа во љубовта, И вечера... јас сум готов. И јас сум готов. Е сега, 23-ката. Тоа беше нешто некој од А роден ден на помалиот син, Е, така. 23-ти. Овде единствено не вади Која сега? бонусот. Ќе играм секако, само што да играм. Која ќе те даде? АБВГД. Па добро, ајде, дај погодете еден бонус. Почеток. А, Лиле вели А. Што велиш ти, Жиле? Крајна. Живете се на се толку се. Да. Д. Крајна. Вака, интересно. Лиле А, тој Д. Што велиш ти, Сања? Можеш ти да си имаш своја бројка. А па јас се погодив, па е се и тоа. Нема врска, Која се еве, снема? да ќе играм, да.
Ајде, Што вика сопругата. ајде да видиме. Ајде. Ако утнеме, да утнеме до крај. И да биде и он малце крив. Браво! Удвојување! Ова е добро, ама да беше тоа нешто повисоко. Ај види само ова, види ти Лиле рече, а? Ајде баш види, а? Што ќе отвориш ако беше, а? Ау! Аплод, луѓе, мола. Тоа е. Драга Сања, што би рекла јас, толку била среќата за вечерва. Така е. И како е така, за крај што имаш да кажеш, како се За крај, промина? многу повеќе среќа на сите колеги. Да си ги поздравам синчињата дома, поддршката, колешките на работа што ме заменуваа во моите отсуства, моите предпоставени што ми дозволија да Им отсуствувам. благодариме на сите. Сите роднини, пријатели, најголем поздрав до мојата мајка, Така. Гледа ли мама? сестрата, секако, гледа. Поздрав. И до внукот Лука. До Лукче. Да. Сања, ни беше драго што ти бевме во нашиот квиз. И мене исто. Што се дружевме, што се забавувавме, беше интересно. Знам дека во текот на целото нели твое тука овој гостување во наводници нели ти беше присутна тука. Жалам што не се виде со повеќе пари, но знам дека ќе имаш многу спомени од ова наше дружење. Така е, да. Ти благодарам што беше со нас, благодарам ти така до твојата поддршка и секој нашите гледачи кои што исто така како и ние овде во студиото, ни е криво што не му земавме уште повеќе пари на банкарот, но се надевам дека и те Сања устои бајаги за незините овај колеги од тука. Да. Се гледаме во наредното издание. Чао, чао, гледате сите.